Листата на македонските телевизиски канали можеби не може да се пофали со квантитет, но затоа квалитет не и недостасува. За да ве потсетиме на најдобрите македонски серии што се прикажуваа на телевизиските канали, одбравме топ 5 кои ќе ве вратат во тоа време. Детската серија Наше мало се прикажуваше во периодот од 1999 до 2004 година. Серијата беше продукт на мултикултурен проект со цел да развие почит и толеранција помеѓу ликовите од повеќе националности. Диме Бени, Мали Атидже, Ице и други беа децата кои често запаѓаа во неволја и бараа помош од нивната магична зграда наречена Кармен. Како што вели и песната од најавната шпица која пеа Ребека Ерзане Есма, според уникатноста на серијата на овие простори, само едно беше Наше мало. Македонските народни приказни се екранизација на стари македонски народни преданија и приказни. Оригиналните македонски народни приказни се снимаа во периодот од 70-тите до 90-тите години на минатиот век. Покојниот Ѓорги Колозов и сопругата Шенка се главните актери по кои најмногу ја паметиме серијата. А фактот дека се уште се прикажуваат на каналите и дека инспирираат серии со иста тематика од други продукции, го потврдува култниот статус на македонските народни приказни. Да имаме среќа да не полази прв некој плаќач, некој богат. Господјо, Умни глави беше детска серија со необичен концепт. Мали деца глумеа возрастни. Главните ликови беа двајца родители и едно дете, кои преку секојдневните ситуации не забавуваа и едуцираа. Истовремено ги учеа децата како подобро да ги разберат возрастните. Македонската серија за деца Белото циганче од 1983 година и екранизација на истоимениот роман од Видое Подгорец. Приказната се централизира околу едно дете оставено во село за време на војната, кое ќе биде пронајдено и одгледано од група роми. Серијата го прикажува животот на Таруно, кого го нарекуваат Белото циганче, додека го живее животот и обичаите на ромите и развива верно пријателство со своето конче Бреско. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Децата во 90-тите секојдневно патуваа во светот на бајките со истоимената телевизиска серија, што воедно на многумина им беше и омилената во детството. Секоја епизода прикажуваше некоја чудесна и магична приказна со самоувели, духови, магии и различни волшебства. Па тоа се 3 прекрасни девојки. Колку се убави. Иако беа снимани на едноставна сцена во телевизиско студио, актерите, костимографијата и приказните ја даваа магијата на оваа серија. Што прават? Има уште неколку телевизиски серии што не смееме да заборавиме да ги спомнеме. Тука се Тврдокорни, Волшебната самарче со Игор Џамбазов улога на Трајче Дрварчето, Опстанок, Салон Хармони, Погрешно време и Обични луѓе, кои се потврда дека македонските продукции во минатото правеа одлични телевизиски проекти кои за секогаш ќе бидат запаметени.